И здраво, другари, продолжуваме со часот по македонски јазик. Да, ова се веќе 600 делинце? Да, не, ова е наставна единица за 600 делини. 600 делинци, веќе сте спремни, така, идеме македонски јазик, имаме час по македонски јазик и ќе учиме за? Ќе учиме за љубовни песни. За љубовни песни? Лирски песни, вид на лирски песни, љубовни песни. Сте слушнали ли вие за љубовни песни? Сме слушнала. Да. И кој е мотивот во љубовните песни? Што мислите? А љубовта? Љубовта? Да. Така. Љубовта е нешто што не обкружува сите, така? Да. Така. Тоа е некое чувство кое што многу поети го напишале во своите поетски творби. Што ќе научиме денес и што ќе повториме претходно. Значи, на почетокот на часот ќе ги повториме белезите или особеностите на лирските песни. Ќе ги научиме особеностите, односно белезите на љубовните песни. Учениците ќе научат интерпретативно да читаат поезија, љубовна песна и ќе умеат да го пронајдат мотивот во љубовните песни, да ги пронајдат стилските фигури, да ги пронајдат визуелните елементи и да ги посочат во дадената песна. Прекрасно. Најнапред ќе направиме едно кусо повторување. Лирска песна. Што подразбираме под поимот лирска песна? Лирските песни велиме дека секогаш се поврзуваат со емоција, односно со чувства. Оној кој што ги изразува чувствата, односно емоциите во лирските песни, се нарекува лирски субјект. Така. Во секоја лирска песна имаме стилски фигури, има ритам, има рима. Стилските фигури се тие кои што ја обогатуваат самата песна, даваат поголема визуелизација и даваат поголема мелодичност. Велиме дека тие се напишани во стихови. Меѓутоа, стиховите можат да бидат групирани во строфи, меѓутоа не секогаш. Имаме песни кои што се астрофични. Лирските песни според мотивот, а што е мотив? Дали можеме да претпоставиме што е мотив? Така, некој поттик кој што го насочила поетот да напише песната и според мотивот лирските песни ги делевме на љубовни, патриотски и песажни. Љубовни песни, оние каде што доминира мотивот на љубовта, патриотските каде што е мотивот кон љубовта кон татковината и песажни кои што изобилуваат со една визуелизација, односно со описи на природата. Карактеристика на лирската песна е емоционалноста и субјективноста. Значи, емоционалноста, претходно го споменавме, изразување чувства и субјективност. Што би значило субјективност? Личните чувства. Така. Имаме една љубовна песна од Блаже Коневски, песната се вика Сон, сега ќе ја прочитаме. А вие внимавајте на мотивот и на стилските фигури, дали ќе умееме да препознаеме некои стилски фигури. Јас сакам да те знам, продзирна, далечна мила, од коприна те ткам, од јасна звездена свила. И ти во искреста игра со виор и сињак, сен и светлина. Минеш низ приказен крај. Ти бледо чедо месечинско. Минеш низ приказен крај. И како далечен, и како трепетен, како радосен звон, дзуниш во мојот сон. Јас сакам да те знам, продзирна, далечна, мила, од коприна те ткам, од јасна звездена свила. Оваа песна сега ќе ја разгледаме, односно ќе ја анализираме според следниве карактеристики. Лирски субјект и да видиме кому се обраќа лирскиот субјект во оваа песна, како е опишана саканата личност во песната, стилски изразни средства или стилски фигури кои што ја обогатуваат самата песна и да го определиме мотивот од песната. Може да почнеме, ајде, прво од мотивот во песната. Па, мотивот на лирскиот субјект сонува за некаква љубов, некаква жена, предпоставуваме. Така, таа е онаа платонска љубов, недостижна, каде што
Обично велат нема физички контакт, замислена Сонзена љубов, замислена проекција. така која што доаѓа во неговиот сон. Љубов кон непознатата во сонот. Велиме дека лирскиот субјект се обраќа кон неа. Дали можеме да го препознаеме присуството на лирскиот субјект во оваа песна? Најчесто тие се лирскиот субјект во песната се препознава преку личните заминки, јас или глаголските форми кои што се во прво лице еднина. Сакам, знам. Така, ткам. јас сакам, знам, ткам и така натаму. Како е опишана саканата личност? Можеме да забележиме големо присуство на описи на саканата личност во песната. Како продзирна, далечна, мила. Свила. Веќе е тоа метафора од Тоа е јасна споредба, звездана свила. така. Како радосен звон, тоа е метафора, па така, како Така, продзирна, повторно. во искраста игра некаква, Така. што е разиграна, весела. Така, значи забележуваме дека сите описи се дадени во позитивна конотација и се доста блескави, доста се сјајни, значи ја споредува дури Значи се работи за свила. голема љубов. Сите овие асоциации ни покажуваат дека станува збор за нешто мило, така свилата е нежна, свилата е мила, па затоа и ја споредува саканата личност со дадените поими. Стилски изразни средства или стилски фигури во оваа песна. Ги наведовме. Епитетите тие се содржани во самите описи на самата личност. Компарација. Како радосен звон. Еве го тој дел. И како трепетен, како радосен звон. Компарација, споредба со помош на зборот кој или како. Ја споредува со некој радосен звон. Меѓутоа во оваа песна се забележува и стилската фигура метафора, која што има истата функција како компарација, меѓутоа нема присуство на зборот кој или како. Со што ја споредува? Бледо, чедо, месечинско. Ти бледо, чедо, месечинско. Така. И Радосен звон. дали забележуваме вака визуелно во оваа песна повторување на стихови или строфи? Забележуваме, првата се повторува и на крај. Така, првата строфа се повторува и на крајот од песната. Тоа е стилска фигура рефрен, која што дава поголема звучност на самата песна и поголем ефект на визуализација. Истата песна повторно ни е дадена, меѓутоа ќе се потрудиме да ја анализираме преку наставната техника петоред. Овие зборови тука што се наведени, ги наведов јас како асоциации, меѓутоа би сакала да размислиме и да наведеме нови. Може? Наслов, една именка. Да наведеме една именка која што не асоцира на оваа песна. Девојка. Жена, Жена. девојка, така, јас сум навела љубов. Опис, две придавки. Како би ја опишале со две придавки? Волшебна. Волшебна, Далечна. далечна, недостижна, Достижна. така. Активност, три глаголи. Копнеам, сонувам, Копнеам, сонувам, чекориш. чекориш, така. Чувство, фраза од 4 збора. Недостижна, Неопислива љубов. недостижна и неопислива љубов. 4 збора. Така, одлично. И повторен приказ на суштината, синоним на првата именка. Може ли? Беше жена. Жена. Јас имам дадено синоним на љубов, копнеш. А на жена. Исто нека биде еден желба. Желба, така, одлично. Имаме уште една песна за анализа, исто од Блаже Комески. Да не ве збуни насловот, обично кога ќе прочитаме ваков наслов пролет, не асоцира дека станува збор за пейзажна песна каде што се опишува природата. Меѓутоа, уште во самиот наслов се надзира, се гледа метафората. Ќе ја прочитаме, а потоа ќе дискутираме. Пролет. Ноќеска слушав песна, далечен топол глас.
Утрово сонце ме бакна, затоа весел сум јас. Очиве ми се смеат. Како да не бидам луд? Од поле децата првпат донесле врбов цуд. Како да не се та мака за твојот поглед и рака. Спомни ме и ти мене, срмена пролет и драга. Навечер, кога со пупки се реди твојата снага. Значи, уште во самиот наслов на песната се наадзира стилската фигура метафора. Зошто? Затоа што велиме дека природата се буди во пролет. Чувството на љубов кај лирскиот субјект се споредува, самото будење на тие емоции, на тие чувства се споредуваат со пролет. Повторно оваа песна ќе анализираме преку следниве елементи: чувство, споредба, стих, лирски субјект и ова им е омилен дел на учениците, илустрација. Сега тука немавме можност да цртаме, па затоа ја ставив една слика која што ме асоцира на самата песна. Ќе стигнеме до сликата. Чувство, љубов, споредба. Со што е споредува? Пролет. Со пролет, така. Да видиме дали можеме да најдеме, да издвоиме еден стих кој што според вас најмногу ги изразува љубовните чувства во оваа песна. Еве, јас сум изделила. Како да не се та мака за твојот поглед и рака. Значи, токму во тие стихови се забележува оној копнеш кон саканата. Утрово сонце ме бакне исто е доста. Така, Јасно копнеш, што сака да каже да, со тоа, копнеш по бакнежот од саканата. Лирски субјект. Повторно се надзира лирскиот субјект и тука во оваа песна. Еве ги слушнав, ме бакна, весел сум јас, ми се смеат, не се там, мене и така натаму. И еве една илустрација, расцветени дрвја, кои што не асоцираат на пролетта, и две пилиња кои што може би асоцираат на љубов, така? Да. Да видиме што научивме во текот на овој час. Дали може да повтори? Лириката, рековме дека е литературен род, заедно со епиката и со драмата. Лириката има своји карактеристики, своји особености. Лирските песни според мотивот ги делиме на патриотски, љубовни, пейсажни, хумористични. Во лирските, велиме дека лирските песни се напишани и општо лириката е напишана во стихови кои што може да бидат групирани во строфи. Денес учевме за љубовната лирика, односно љубовните песни во кои што доаѓа до израз љубовта на лирскиот субјект кон саканата. Меѓутоа, честопати во овие љубовни песни може да се сретне и копнежот кон неостварената љубов, недостижната љубов, како што видовме, онаа платонската љубов и овоземната љубов. Дали вие некогаш сте пишувале љубовна поезија? Сме пишувале љубовна поезија. Да. Така, во младост. А може би и сега. И сега? Така. Да. Имаме домашна задача за учениците. По нивни избор може да си направат избор на една љубовна песна од некој автор, не мора да е македонски, и истата да ја анализираат според наставната техника петорет, онаа која што претходно ја правевме. Дури може да си направат и една мала илустрација како синоним, како представа на самата песна. Супер! Прекрасно. Ние ве оставивме да зборите затоа што вие многу убаво ни раскажувате и многу убаво ни предавате за сите што ни предавате. Благодариме. И сега се научиме за современа драма. Современа драма. Современа драма. Кратка пауза. Пак.